Благодарам, колешки. Ретко кога сме имале ваква конструктивна дискусија. Добро е што, пак ќе повторам, се земаат некои параметри од ваша страна. Добро е што се земаат и од наша страна, за да знаеме како тераме. Кога некој има неограничено движење, неограничена слобода, многу често знае да забега и затоа го казнуваат граѓаните. Како што овој пат имаше апсолутна власт една партија, односно две партии, па сега ги казнија на локалните избори. Се покрај ово четврто место во сиромаштија од позади, последни сме по странски инвестиции, први сме по инфлација и по невработеност во регионов 15,9% во споредба со Албанија и Србија, кои што се движат околу 11,6%, сме повторно последни. Кратка ми е репликата, намерата ми беше, пак ќе повторам трет пат денес, во насока да ги скратиме непродуктивните трошоци, затоа што имаме суштински амандмани, кои што директно ќе допрат до граѓаните и ќе им го подобрат нивниот живот. Можеме да се надмудруваме тука со часови, мене воопшто не ми е тоа целта и можеме да се расправаме до утре сабајле ако сакаме. Меѓутоа, дајте да направиме нешто за граѓаните, затоа што тие очекуваат да имаат подобар живот, а нас не избрале да ги штитиме нивните интереси. Да ги намалиме непродуктивните трошоци, да видиме каде можеме да спасиме оно што можеме да го спасиме, затоа што сме под закана паралелно од неколку кризи, економска, здравствена и енергетска, а понатаму, ако биде добро, можеме да правиме било какви екзибиции. Благодарам. Ви благодарам јас на вас. Пратеникот Панчо Минов, пријавен за реплика.